Еколошка катастрофа од невидени размери. Преспанското езеро исчезнува. Падот на нивото на водата може да се забележи буквално од ден во ден. Тињата и трските забрзано ја заменуваат водената површина. Надлежните тврдат дека се мобилизираат за да го спасат второто по големина езеро во Македонија, но конкретен план за сега нема. Напори максимални да спасиме ова Преспанското езеро. Денеска сум домаќин на советодавната мисија Рамсар, која на наше барање престојува во верификациона мисија на Преспанското езеро, која со години се соочува со значително намалување на нивото на водата. Овие проблеми не можат да чекаат и затоа е потребна идна и координирана акција. За спас на езерото потребна е соработка на трите држави кои го делат. Преку Рамсарската конвенција, меѓународен договор за заштита на водите, ќе се координираат следните активности. Thanks to the governments of North Macedonia, of Greece and Albania, who are continuing this extraordinary history of collaboration around the Prespa Lakes. Prespa Lakes are jewels in Europe for the biodiversity they shelter, but also for the contributions to people. And we would like here to see renewed attention, stronger investment, as we already know the route is already very rich with actors supporting these lakes as EU, UNDP and JEF and the governments, the three governments. Преспанското езеро е на историски најниска кота од како се прават мерења. Нивото во моментот е дури 6,3 метри под нултата точка, а за една година е намалено за дополнителен половина метар. Во изминатите 12 месеци исчезнале 125 милиони кубни метри вода, или количина еднаква на дури 33.000 олимписки базени. Водата на одредени места е повлечена и до 3 километри во најплитките делови на северната страна.